Металург. Дали имаше проект македонски? Металург беше македонски проект со неколку квалитетни странци. Тој Металург допринесе многу начело со Лино Червар, а ние имаме квалитетна репрезентација. Јас како селектор не можам у 10 дена припреми да ги исправам неправилностите индивидуални на играчи. Значи, јас во репрезентација, било кој селектор треба да има готови играчи, да намести игра, да направи стратегија и тоа да изгледа добро. Сакам да кажам дека тој успех се надоврзува пред све на квалитетната работа на чело со еден квалитетен стручњак во тоа време, во тој период со Металург. Значи, Лино, а научи и Жути сега, ајде пред све ние да кажам, беа одлични играчи, меѓутоа Лино ги надогради. Он работеше 24/7 во автокоманда и таму беа 90% од играчите што настапува во нашата национална селекција. Јас играв во странство и уште еден двајца играчи, ние имавме компетитивна репрезентација. Ние газевме Данска, ние газевме Полска, Германија тешко, Шведска и така натаму. Значи, ние мораме да имаме квалитетни клубови кои што работат многу квалитетно со нашите македонски играчи. Или да имаме играчи што се екстра квалитет и да играат во најдобрите европски и светски клубови. Такви, за жал, сега ги немаме. И прашање е дали ќе ги имаме. Затоа, Вардар, Пелистер, Алкалоид, Охрид, Бутел, Пролет, Тиквеш, Тиквеш, така натаму, треба да се насочат и да работат и да допринесат. Секој успех на репрезентацијата е нивни успех и секој неуспех е нивни неуспех. Не е само на федерацијата, на селекторот и на тие што се во репрезентација, ме разбирате ли што сакам да ви кажам? Апсолутно разбирам јас. Значи, Никола Јакобсен има играчите од најдобрите европски и светски клубови. Тие се готов производ, само ги собира. Дори не се ни замара дали ќе има 1, 2 или 3 дена повеќе за припреми. Мене, да ми овозможат месец дена, ќе ми биде малце. Затоа што треба да поправиме милион работи. Дали ме разбирате? Жил, селекторот на Франција. Веќе гледаме после Франција и ово. Значи, тоа е готов производ. Ние немаме готов производ. Ние на тоа треба да работиме. Ние бараме резултат. А јас најмногу сакам резултат и ќе тежнееме према тоа. И ќе се направи резултат. Али мораме да ја направиме базата. Ако имаме база, квалитетна база, а ќе збориме и за базата. Па ќе ви објаснам како се прави база, а ние веќе ја правиме базата. И тоа квалитетна база со млади македонски играчи во сите категорија. Генерација 2.2, генерација 2.4, генерација 2.6, генерација 2.8. Али да не ми одзимам време, ќе почне Франција. Не, тука сме се да разговараме, не одземаме време. Пак ќе се вратам на прашањето што не доби конкретен одговор, а може да биде интересно за луѓето. Се зазборувавте, да. Прашањето е, кога заминавме на Европско во Германија, што очекувавме? Предпоставувам резултат не. Дали се насочувавме само на Швајцарија? Дали имавме идеја да покажеме повеќе заби против Франција и против Германија, знаејќи дека едноставно се посилни од нас и тука нема што да правиме? Што се вртеше во вашата глава како концепт да направиме во Германија? Искрено, во мојата... Сега ме испровоцира, ќе ги отворам картите малце. Ќе ги отворам картите, не сакам, али ќе ги открам. Во мојата глава се вртеше оно што го направи. Да победиме Швајцарија и да бидеме привилегирани во барашна превара што треба да се игра за светското првенство. Зашто? Затоа што нереално е ние да очекуваме дека ќе победиме Франција. Тоа може да се деси чудо, меѓутоа во континуитет еднаш. Нереално е. Тоа е олимписки шампион. Ќе гледаме после со кои играчи настапуваат, како настапуваат и ќе разговараме. И нереално е да очекуваме Германија, која што вложи XY евра, да организира, да играме на стадион, да ја победиме и да им го растуриме правенство. Значи, тоа е нереална работа. Беше добро да се испрезентираме со тие две репрезентации и да победиме на Швајцарија. Ние тоа го направивме. Јас како селектор, ова сега прв пат го кажувам, дури ни со стручниот штаб го немаме разговарано. Ако сами приметивте, на првиот и на вториот надпревар против гигантите,
ротиравме 14 до 16 играчи. Зашто? За да ја задржиме свежината за на последниот надпревар и да поентираме. За разлика од тие два надпревари, со репрезентацијата на Швајцарија не ротиравме повеќе од 10 до 11 играчи. Ние немаме огромен ростер. Значи, моравме да размислуваме. Значи, ние целта ја остваривме. И нашата најдобра партија во секој сегмент на ракометната игра беше Швајцарија. Само ми е криво што можевме и да згазиме Швајцарија, меѓутоа пак со тие наши македонски детски болести си дозволивме на 5 разлика да ни падне концентрација, да не повлече желбата, да пресечеме некоја топка и да ни ја вратат ова утакмицата во 52 минута, кај што трпевме до последна секунда дали ќе оствариме целта. Мислам дека бев конкретен, иначе не се отворам, а сега ме испровоцирав. Да, затоа што пред Европско првенство мислам дека немаше изјави дека наша цел е Швајцарија. Ама не сме да има такви изјави, не сме играчите да ги оптеретиме, мора и на психиката да се работи. Не можеме ние така, имаме ние млади играчи кои што прв пат настапуваат, имаме многу, значи не смееме да ги оптеретиме, мора играчите морате да ги доведете да еден таков битен надпревар како што беше со Швајцарија, да едноставно мислат само на нивната игра. Вие исто како медиуми, знам дека ни посакувате за Македонија, ако навивате, да, значи исто треба да пазиме како се, не однесуваме, но како се поставуваме. Значи, јас не можеме Марко Митев, кој нема ни 20 години да го оптеретам дека мора да победи, како, или Петар Атанасиевич, или Иван Джонов, кој што му е прво надпреварување, второ, или Милан Лазар, да му речем, ние мора да победиме, иначе готово. Се распаѓа светот. Не може така. Добро, не вели никој дека мора, меѓутоа дека значи, целта е да се победи. Дека треба да се каже кои се целта. Ние остваривме целта, тоа е целта. Не е реално со Франција. Не е реално. Што да каже Германија, кажете, не ви играше после нас, така последно коло. Значи Германија која што инвестира не знам колку, што има недобрата лига, дојде Франција, се истемпира, ги прегази во сред Берлин тамо, чао, пријатно. Ние да организиравме ово првенство и Франција овде да не победи. Тоа ќе беше трагедија. А Германија организира и губи од Франција во сред Берлин, тоа не е трагедија. Не мислам дека нема таков печаток и мора да ја победиме Франција и Германија. Не сме реални во некои работи, не сме реални. Веројатно да, но предпоставувам дека и вие кога имавте 20 години се бараше од вас да победувате, да играте и да победувате. Ама ние и сега бараме од дечки да победуват. Ние не тргнавме со Франција со бело знаме. Видовте ние како почнаме, само што немаме искуство, нас ако ни се отвореше утакмицата. Али концептот и поставеноста на утакмицата беше веќе со мислите за Швајцарија. Да, за да ротираме повеќе играчи. Му дадовме простор и на Омерагич, и на повеќе, и на десните бекови, му дадовме и на постариот Костевски, ги изротиравме пивотите. Значи, направивме комплетна ротација. Југо, сакаш нешто да кажеш? Сакав да кажем дека никој не очекуваше дека ние против вакви гиганти, уште при ждрепката, може да имаме друга цел, освен Швајцарија да ја победи. Да. Никој. Значи, овие што ги спомена од најмалку медиумите и луѓето кои што се од ракомет. Ракометната јавност се широка, ќе нас имате Фейсбук стручњаци, тие не ги ставам тука. Значи, јасно беше дека нас ни е целта Швајцарија. И тоа многу битна во ситуација кога и уште една, според мене, сега ајде да не звучам малку препотентно кога јас бил селектор или не, ама ајде тука си очи во очи, ќе кажам на пример, би излегол и би рекол ракометна јавност на Македонија со Франција и со Германија ќе се обидеме да доживееме пораз не двоцифрен, а со Швајцарија одиме на победа. Никош нема да го кажам тоа. Како можам да тргнеме надпред да кажам дека одиме у пораз, тоа нема шанси да го Добро, да. Нема шанси тоа да се деси каков пораз. Те разбрав зошто кажа тоа. Знаете, Југо, знаеш зашто бев предпазлив? Затоа што таму игра Енди Шмидт, таму игра недобио стрелец со Бундеслигата, таму е партнер, европски шампион со Магдебург и Мештар. Добро, ни го покажа тоа со и затоа предпазлив е Југо, значи ние не сме мораме во позиција да бидеме фаворити, апсолутно. Не сме во позиција, тоа е јасно. Целта и не е лесно Швајцарија. Јас сега в Швајцарија не ја посакувам за противник, бараш искрено ви кажувам. Тоа е сериозна репрезентација.
Не ја посакувам. Се повеќе сериозни репрезентации има, Да, почнувајќи од не ја Франска, посакувам, острови. искрено ви кажам. Она што требаше уште малку да го изанализираме во овој сегмент пред да влеземе на пренос Франција и Хрватска е резултатската цел е остварена и тоа е јасно. Македонија беше трета во група, така има полесен противник за светското првенство. Дали концептуално преточено преку игра на терен и остварите целта? Концептуално? Па можам да кажам да. Јас не ме држам за збор дека Македонија треба да игра како Норвешка. Меѓутоа, дали игра подобро од пред една година? Тони, тоа јас го изјавив лани пред светското првенство и мислам стварно имав сакам да изгледаме, не можеме ние да бидеме како Норвешка. Еве и Норвешка сега губи кој ќе стигне, така да и они го измеша концептот. Не ми беше тоа целта. Сакам да играме, да ја убрзаме играта. И мислам дека успеавме да ја убрзаме играта. Мислам дека трчаме добро, квалитетно, се враќаме во дефанзива, не правиме многу измени. Значи, во таа насока, тоа сакам. Дека ние ќе бидеме како Норвешка и кod Данска, нема никош да бидеме. Ние сме Македонија и ќе бидеме Македонија. Меѓутоа, тој стар начин на игра, се надевам дека јас со стручниот штаб успеавме колку толку да го промениме. Значи, концепцијски, мислам дека успеавме. Франција и Германија играш колку тие што ќе ти дозвола. Така да не си правиме бајрами на А зошто никогаш да не играме како Скандинавија? Зошто никогаш да не Затоа што играме не како Скандинавија, тренира, да не... затоа што не тренираме така во нашите клубови. Значи нашите играчи се 95% од нашата лига, не тренираме така. Е сличната изјава на обојата дека ќе одиме против Германија и Франција да изгубиме Југо, ние имаме 20 и кусуро технички грешки, скандинавци имаат по 5-6, значи начинот на тренирање, ние имаме технички грешки. Ние ракомет знаеме да играме, ние техниката нас не е проблем. Ние ги намаливме на пола со Швајцарија и ние водевме 5 разлика во 45 минута. Добре, и квалитетот на противникот не е ист. Не е исто, ама игра не е решено со овие, со Франција. Почитувани гледачи, кога ќе повикате во студио двајца тешкаши, ви се случува ова, да не реализирате ништо од својот водителски концепт, така што засега